Infocode Македонија. Smart Stock Solution Warehouse Management System. Серијал кориснички упатства за SSS VMS. Корисничко упатство за страничното мени. Во ова видео ќе ги разгледаме следниве опции: додавање на баркод, промена на локација, залиха на локација, залиха на идент и печатење на етикета. За да се пристапи во страничното мени, од почетниот екран на SSS VMS се одбира VMS, тоест се одбира модулот за магацинско работење. На вториот екран се одбира иконата мени која што се наоѓа горе лево на екранот. Се отвара страничното мени и се забележува дека ги содржи следниве опции: додавање баркод, промена на локација, залиха на локација, залиха на идент и печатење на етикета. Додавање на баркод. За да се додаде нов баркод, се одбира опцијата додавање баркод. Првата опција од страничното мени. Со кликнување на истата се отвара нов диалог прозорец, каде се побаруваат артиклот и неговиот баркод. Избираме идент или артикл, го внесуваме неговиот баркод и кликнуваме на иконата зачувај. Многу е важно овде да се напомене дека наместо внесување на баркодот, слободно истиот може да се скенира со баркод од четувачот. Било да е тоа уред од марката Зебра или пак Урово. Со внесување на баркодот за известен артикл, во иднина истиот полесно ќе го евидентираме или пак избираме при влез, пренос или излез. Дополнително, кога се наоѓаме во едно од менијата на влез, пренос или излез, исто така може да се додаде баркод за известен артикл. Она што е потребно е да се кликне на иконата баркод во долниот лев агол. Од тука процедурата е идентична. Се внесува артиклот и се скенира баркодот. Промена на локација. За да се промени локацијата на известен идент или пак артикл, се одбира опцијата промена на локација од страничното мени. По одбирање на оваа опција се отвара нов диалог прозорец каде се побарува да се внесе магацинот, каде моментално се наоѓа артиклот или пак идентот. Потоа внесуваме или скенираме идент, тоест артикл, на кој сакаме да му промениме локација. По внесување на овие две информации, магацин и артикл, се прикажуваат информациите за локацијата и количината на внесениот артикл. Доколку, например, сакаме известна количина од известен артикл да ја преместиме од една локација на друга локација, тогаш кликнуваме на редот каде се прикажани овие информации, како што е прикажано на ова видео. Во новиот диалог прозорец ја внесуваме количината која сакаме да ја префрлиме. На крај се кликнува на иконата зачувај. Проверка на залиха на локација. За да се провери залихата на локација, за се што се наоѓа на дадена локација, се одбира токму оваа опција – залиха на локација. Истата секако е дел од страничното мени. Откако ќе се одбере оваа опција, залиха на локација, се отвара нов диалог прозорец каде првично се побарува да се внесе магацинот, а потоа се побарува да се внесе и бараната локација. По внесување на овие два податока, кликнуваме на иконата Пребарај. Системот веднаш ги прикажува информациите за сите иденти, тоест артикли, кои се зачувани на дадената локација. Доколку се повеќе и не се прикажуваат сите на екранот, ќе се појави лизгач за да се навигира надоле низ листата која што е прикажана. Проверка на залиха на идент. За да се провери залихата на известен идент, тоест артикл, се одбира опцијата залиха на идент. Истата секако е содржана во страничното мени. По одбирање на оваа опција, залиха на идент, се отвара нов диалог прозорец каде првично се побарува да се внесе магацинот,
а потоа се побарува да се скенира идентот или артиклот. Забележувате, процедурата е идентична како и при додавањето на баркод, промена на локација или пак залиха на локација. Кликнуваме на иконата Пребарај. Се прикажуваат информациите за локацијата и количината од бараниот идент, тоест артикл. Она што овде е важно да се забележи е дека се покажуваат два таба – SSS VMS и Pantheon. Во обата таба се прикажува количината, но само во табот SSS VMS количината ќе биде распределена по локации. Во табот Pantheon пак ќе биде прикажана вкупната количина. Дополнително, било која разлика во залиха помеѓу системите SSS VMS и Pantheon може да се увиди токму во овој приказ. Уште една мала напомена, додека сме на овој дел од менито. Информациите за количината од извесен идент или артикл може да се добијат и кога се пребарува залихата на извесна локација. Секако, доколку знаеме дека идентот, тоест артиклот, се наоѓа токму на таа локација. Печатење на етикета. Последна опција од страничното мени е печатењето на етикета. За да се отпечати етикета, се одбира токму оваа опција од страничното мени. Како што тоа е случај со претходните опции од страничното мени, по одбирање на печатењето на етикета се отвара нов диалог прозорец. Овде првично се побарува да се скенира идентот, тоест артиклот. Потоа се впишува деловниот партнер и материјалниот документ. Овие две информации се опционални. Може да се отпечати етикета и без да се наведат истите. Дополнително се одбира печатарот од паѓачкото мени, ако има повеќе од еден, и соодветната припрема. Она што е важно да се нагласи е дека задолжителни се оние полиња каде што имат звездичка во називот. Кога ќе се потполнат или пак кога ќе се одбере од задолжителните полиња, се кликнува на иконата Принтај. Во зависност од подготовката за печатење, можно е да се појават и дополнителни опции кои што треба да се потполнат од страна на корисникот, но тоа зависи од побарувањата на самата компанија и неретко се разликуваат од една до друга.